Добар ден на сите уште еднаш, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Владата, Министерството ресорно за транспорт и врски и јавното предпријатие за државни патишта е силно посветена во реализација на сите овие големи капитални проекти. Сакам да кажам дека денеска заедно со председателот на владата, господинот Спасовски, господинот Китанов, директорот на јавното предпријатие за државни патишта и градоначалникот Христовски, сме на увид во извршување на градежните активности кои што се на патот Алданци-Норово и околу населените места. Сакам да го изразам своето задоволство од големата динамика на активности кои што се случува не само во делот на патната инфраструктура, туку и во делот на комуналната инфраструктура. Значи ова е нешто кое што сме го зборувале со граѓаните тука, овој пат и таа изведба на овој пат сега се случува во овие денови. Очекувам дека во наредните денови за многу брзо време овој патен правец ќе биде целосно рехабилитиран. Сакам да потенцирам дека во делот на патната инфраструктура покрај овој пат ќе се работи за многу брзо време ќе се работи на патот, значи Кривогаштани Крушево. Очекуваме тендер да се распиши во јавното предпријатие за државни патишта, исто така делот на Крушево Демир Кисар, а паралелно веќе во изведба е патот од Крушево до Пуста река. Сакам да потенцирам дека имаме огромни активности заедно со општината и во делот на комуналната инфраструктура. Посветеноста на градоначалникот Христовски и општинската администрација е на многу високо ниво и јас тоа сакам јавно да го пофалам и да го поздравам. Заедно со владата, со Министерството ресорно сработивме голем дел на проекти од типот на водовод во Саждево, сработивме резервоари за вода во Белушино и во Борино, се спрема терен за каптажи и за резервоари на вода во Јакреново, исто така се работи на канализацијата во Норово. И сите оние проекти кои што паралелно стигнуваат не само во Министерството за транспорт и врски, во сите ресорни министерства, добро подготвени од општината, сакам на граѓаните да им соопштам дека во целост ќе бидат реализирани. Ние тука не застануваме. Во моментов се случува екна градежна сезона. Во државата имаме градилиште сериозно, значи имаме силна градежна офанзива која што ја реализира владата и очекувам дека во наредниот период тоа ќе продолжи. До крај на оваа година очекуваме да бидат голем број на проекти реализирани. Само во овој регион ќе бидат реализирани некаде околу 170 километри во вредност од некаде од 120 милиони евра. Тоа интензивно ќе продолжи. Здравствената криза, иако се случува, многу малку влијае во делот на она што значи реализација на капитални проекти во патната комуналната инфраструктура. Исто така имаме изворедна динамика на активности во делот на гасификација, така да моите очекувања како ресорен министер и член на владата е дека ова ќе продолжи со силно темпо и во сите овие 80 општини плюс градот Скопје дополнително ќе бидат реализирани огромен број на проекти. Пак ќе кажам, тоа не го правиме заради некое формално исполнување на владина програма. Тоа го правиме со една единствена цел: да решиме колку што може поголем број на проблеми на граѓаните. Можеби за многу луѓе е смешно, меѓутоа и чудно што во 21 век зборуваме за водоводи и канализации. Факт е непобиден. Мака луѓето имаат и со години нерешените проблеми, децениски, ова влада успеа со преку повеќе од 500 километри водоводи и канализации тоа да го направи. Ние ќе продолжиме интензивно за тоа, работиме на сериозни проекти преку Европската инвестициона банка, која што во соработка верувам дека ќе продолжи. Работиме во делот на изградба на локални патишта. Значи 80 општини плюс градот Скопје 81 ќе добијаат средства преку Министерството ресорно на транспорт и врски во делот на локални патишта, за кои што очекуваме во најбрз временски период да биде распишан веќе првиот тендер. Се бројат денови кога ќе биде тој распишан. Тоа е едно автохтоно ветување кое што ова влада го даде, ресорното министерство го изработи со поддршка и на Министерството за финансии и другите ресорни министерства. Јас очекувам дека во наредниот период многу брза реализација на тој проект кој што е реализиран преку Светска банка. Благодарам.